Проект подолго од 3 години и ќе видите дека всушност успешно се реализира. Нормално и да бидете среќен. Јас така се чувствувам денеска, бидејќи во изминатите 3 години заедно со тимот од општината, јавните предпријатија, заедно работевме на имплементација на овој проект во соработка со Министерство за финансии и Светска банка. Општината донесе одлука на Совет за долгорочно задолжување, подигна кредит во износ од 63,7 милиони денари под исклучително поволни услови. Кредит кај што просечна камата ќе биде земена просекот од Евроборот во последните 3 месеци некаде околу 1% и дополнително по имплементација на овој проект ќе добиеме уште 20% од вкупниот износ грант средства кои што општината нема обврска да ги враќа, а за овој кредит средствата би требало да се вратат некаде до 2033 година, што значи со грејс период дополнителен од 3 години. Се работи за проект за опремување и зголемување на капацитетноста на јавните предпријатија во нашата општина. Со истиот денеска се набавени 3 градежни оперативни машини кои што ќе бидат доделени на јавно предпријатие Водовод, јавното предпријатие Чистота и зеленило и јавното предпријатие Куманово газ. Дополнително во следните испораки не очекуваат испораки на 3 товарни возила со комплетно опремување за зимско одржување на патиштата и улиците на територија на општината, дополнително едно возило за собирање на смет, еден камион со специјална опрема за подигање на џамбо контейнери и дополнително возило за јавно предпријатие, камионет комбиниран, кој што ќе се користи во делот на активности на ова јавно предпријатие и едно возило популарно наречено пајак возило за јавното предпријатие Куманово паркинг. Со ова опремување кое што се врши во некои од јавните предпријатија за прв пат од нивото основање, а конкретно во јавно предпријатие Водовод Куманово, по 20 години за прв пат набавуваме една ваква тешка механизација и верувам дека ќе продолжиме по тој пат, бидејќи не само што ќе ги зголемиме нивото и квалитетот на услугите на јавните предпријатија кои што ќе ги даваат туку, и дефинитивно нивните основни средства ќе се зголемат, што е повеќе од неопходно. Оваа се непрофитабилни јавни предпријатија кои што исклучиво вршат работни задачи во интересот на граѓаните на општина Куманово и ние имаме обврска како општина да ги доопремуваме. Знаете дека и оваа социјекономска криза и дополнително енергетската криза дополнително ги отежнува финансиските работења на сите јавни предпријатија. Добар дел од нив веќе се во сериозни финансиски проблеми кои што се деценијски, не се од вчера, и општината, бидејќи е оснивач преку Советот на општина Куманово, се обидува на овој начин да помогне и на јавните предпријатија, но и да се зголеми квалитетот и нивото на услугата која што ја даваат. Нека име со среќа и верувам дека овие работни средства најсоодветно ќе бидат искористени во делот на нивните активности и во делот на подобрување на услугите кои што ги даваат кон граѓаните.